Така. Јас, значи, бидејќи прво ја прочитав оваа, едната, македонскиот речник, а после Розата од вода, мислам дека се логично надополнување или надоврзување на претходната и верувам дека ќе има и понатаму наредни сегменти од она што сте сакале да кажете. Заедно со другиот македонец, на кого му посакуваме побрзо оздравување. Би сакал конечно да го објасниме тоа, па ете така. А може ли јас да го објаснам? Може. Зашто ќе ви кажам еден цитат од Дела апостолски и точно 16:9 номерирано и вели: И тогаш на Павле на сон му се јави еден македонец и му рече: Павле, дојди кај нас во Македонија да ни помогнеш. Да, и после тоа, како што знаеме... Сега тој еден македонец, што му се јавил на Павле... Добро, тоа не сме ние. Не сме ние, вие сте други 20 македонци. Меѓутоа, тој момент од Библијата го земавме и не само од Библијата, него и од традицијата на македонските фрескосликари да не се подпишуваат на фреските, затоа што чинот на сликање, они го сметале дека се они само инструмент на Божествениот дух, односно на Светиот дух, и затоа не прифаќале лично авторство на фреските. Затоа се знае отприлика кои сликари и кои фрескозографи што правеле, али подписи нивни нема. Може би у поново време има, но оние најстарите фрески никогаш не биле подпишани од авторите. Затоа да се надополнам, некои византолози сметаат дека едно дело како што е Страшниот суд во Лувр е дело точно на таков некој автор. Бидејќи мислат дека е на еден човек што се вика Алекса Мијак и е ученик на Микеланџело и така натаму и така натаму. Многу мина се согласуваат во тоа. Ова е апропо на што го зборуваш, бидејќи навистина имало такви примери, имало и други, да речеме, еве следал низ емисиите, јас потикнувам од исто едно такво семејство. Да, јас. Нашите се подпишувале. Од татковата страна. Први мајстор се знаат кој е. Да. Да, значи што е, мислам, овие две книги се бават со нешто многу по-необично од класичните книги кои се бават со историја. Затоа се напишани во форма на роман. Мислам, речникот е напишан као псевдотолковник, мислам, како го нарекува. Меѓутоа, се работи за така наречените книги кои се ги нарекуваат channel книги. Значи, они не се, како да го обясним, они се последица на длабок мистичен увид и кога ќе созре тој увид, онда... Го пишувате тоа преку ноќ. Да, го пишуваме малку у еден релативно краток. Со исклучително голема енергетска набиеност и тие книги испаѓаат после и навистина фасцинатно е тоа како они си го наоѓаат својот пат без никаква реклама, како што знаете нема за овие книги никаква реклама. Не, јас откако ми дојдоа во раце прво еднава па вашава друга книга, јас само ги препорачувам на луѓе и ми велат добро каде може да ги најдам, јас викам никаде, еве ова авторето, таа е последната лична копија на Мац, ја да прочитам неговата па да му ја вратам, да. Меѓутоа, од прилика знам како тоа изгледа, тоа исто како сега некој од филмот ме некога би ми побарал копија од DVD, јас исто навистина немам. Меѓутоа, тоа е, велиш, си го нашле патот самите. Да, чудни се врнични патишта, се створива и пари, се створива и услови и книгите и понатаму си... Зошто се овие книги толку важни за Македонија, и за македонците, и за еден македонец, и за сите македонци, ќе проговориме во текот на емисијава. Меѓутоа, пред да одиме понатаму, јас сакам да ти прашам, бидејќи верувам дека и нашите гледачи вечерва се љубопитни, зашто, нели... За мојот аутфит. Не, тој не е воопшто необичен за една ваква емисија. Меѓутоа има тука и некакви знакчиња и символчиња кои нешто значат, а јас, меѓу другото, освен што не те најавив како академски сликар, не те најавив ниту како отпаднат витез од темпларите. Може и така да те најавам. Да, јас сум еден од таа поголема група на избркани темплари. Значи, намерно го облеков овој аутфит, кој
ми следуваше као член на таа групација, која пред скоро година и пол има и повеќе се случи една инсталација во Македонија, нели, поред сите оние клубови као Lions, као... Да, дојдоа сите. Друштвото на слободните зидари, односно масоните, после Ротари клубот. Значи, требаше да се инсталира и клуб на, односно, инсталатура, они го викаат врвниот воен ред на храмот на Ерусалим, кој за жал мораше да биде инсталиран преку грците. Значи, грците као регионален центар. Да бидат ваши кумови. Да бидат наши кумови, требаше. И се случи еден скандал кој, каде што усред Скопје, во присуство на прилично угледни личности, као градоначалникот и, не знам, други професори, не знам, имаше... Се знаат прилика како изгледаат таквите собирања, значи, таму се собрани најдобрите за да станат подобри. Да, регионалниот командир, така е титулата, односно, на темпларите гркињата, која господја Рула Роган, ќе кажам по име, го смени договорот за да бидеме признаени под као витешки ред на Република Македонија и требаше да бидеме прифатени као витешки ред на Фиром. Што не доаѓаше у обзир и на самата инсталација се случи еден скандал кој Фокус фино тоа го пропрати и го документираше. Да, читав нешто и прво што си помисли, велам, овие вакви здружувања на луѓе би требало да имаат возвишени цели, нели? Па, крајната цел на нештата. У суштина беше возвишена. А види што се случува, мислам, така парадоксално овака сето тоа прозвучи.